Добро вече, вие сте со уште една ново издание на Политиканти. Има гледачи кои ни се уваат да прашаат зашто не сме почнале, дали ќе има Политиканти. Политиканти секако нема намера да ја запре својата мисија и во која сме трнати од пред колку има. Еве, нека каже мојот колега кој е вечерва со мене. Сашо Ордановски одека сега нели одвиена и така, ова е четврта сезона, значи 4 години, а оваа сезона ни е 26-та епизода Боко. Така? Во кој што не влегуваат заедничкиве епизоди со Инфомак што ги правиме, а кои се многу гледани, минатата веќе е на 30.000 одгледана. Да. Што за нас е тоа бака е одличен. Не сме у врвот на овие што имаат над 100.000, па ние не збориме такви работи за 100.000 души да не гледаат. Само да подсетам уште на почеток, иако не гледаат, се уште се собира народ и така, тоа и при затварањето, кажеме, не знам колку да ги знаеш, ама следниот петок е 1 мај. Цел свет него работи, па и овдека не се работи, така што ќе рипнеме следниот петок. Така е. Па моля некоја скаричка ја свртиме нешто. Кој е ред. Не, стварно кога се паѓа 1 мај, 1 мај е во петок, баш петок е. Нема да. Нема да имаме, значи ќе одмориме. Ќе одмориме, и тоа е, Сашо, нема да се умориме на подкаста, на други активности, ќе се умајаме. Инаку доаѓа мај, кој што знаеш, почнуваат овие разноразни прослави, матурски и така натаму, гледам и видеа тука разноразни. И ми прави впечаток овие младиве генерации кои инаку малку од нив зборуваат српски, бидејќи не знаат, родени се во независна Македонија. Но, затоа многу добро ги знаат песните, разноразни цеци, ја више не знам кои се сега тие на таа естрада, Маца, Лука, што дае од тој тип на шунт. И морам да ти кажам, тоа ми прави еден силен впечаток, затоа што, како кажам, глупо ми, мислам, не би сакал да навлезам во она носталгична приказна као порано беше подобро. Ја не сум од тие. Јас мислам дека сепак е подобро сега, но културолошки ја мислам дека вака една убава илустрација ова општество од 35 години скоро независност, како кажам, ако во нешто вложи, мислам во знак на наводници вложи, тоа е во силни дози на патриотизам. Не знам, не зборуваме, разноразни виргини, антиквизации, што не, до разни митови, многу епски ситуации за македонштината, многу љубов за Македонија. И видиш сега парадоксално доаѓаме до една ситуација кога имаш млади кои значи, не живеат во Југославија, живеат во некоја независна Македонија и меѓу нив масовно, ја не викам, мислам, верувам дека тоа и во наше време било така, но не така масовно е популарен тој шунт. Например, во тоа наше време некое беше популарно, воглавном англиски, некој тој New Wave, имаше и српски, но окей, и тоа беше сепак некоја музика. Не беше ушобол, како да кажам, ова е музика од која се добива, ми се чини, рак на уво можеш да добиеш. И сакам да кажам, доста е илустративно за тоа колку е таа демагогија националистичка, тие проповеди, тие празни флоскули, како кажам, за тоа колку ја сакаме Македонија, кој е нивниот крај резултат. Ова е тоа, сега имаме една масовна култура која е тотално изложена на најлошите можни влијанија. Мислам, не ми е мене до тоа дали е на српски или на било кој друг јазик, но стварно ми прави силен впечаток масовноста која ја зафаќа кичот. Јас разбирам да има разни прилики вака и така, да ќе се прослави по нешто, се и се што ќе се отпее и така натаму. Но ова е, како ти кажам, како
концепт, на концепт на живење, на еден лајфстайл кој мислам исто се разбира не се криви тие млади луѓе, туку образовниот систем, општеството во кое тие се родени, растени, во кое живеат. И мислам, не знам, тоа е тоа, кога толку вложуваш, пак ти кажам во наводници, во тој тип на политики, го добиваш токму противното, нешто што ова Македонија него мислам дека добро, него Бока, ама заслужува. сега вака, ние кога збориме за нешто време, збориме за 80-те години, во 80-те години немаше овој српс неофолк кој што се појави во 90-тите и се појави како едно социјално движење на распадот на Србија, таа се распадна и морално и политички, и војни беа и така натаму, и мислам за тоа веќе се пишувани книги и докторати и така натаму. Тоа е реакција на еден морално-политички распад кој зафати Србија, едно одење во една друга крајност со овие помешано со селебрити, со пари и со таа култура на ако сакаш и на една балканска верзија на рап и така што овие генерации што сега тоа го слушаат, ние тоа не го слушавме, бидејќи во наше време имаше веројатно најдобрата рок сцена во Европа после Британија, веројатно беше у таа Југославија. Иако дека и младиве и наши хитови често кога се свртат на таа музика, од тие години слушаат хитови така. Второ види, не се младите виновни, бидејќи нивните родители тоа го слушаат. Тоа го кажав јас. Не заборави, нивните родители израснаа во тој шунт. Тоа се, да речеме, една генерација помлади од нас, ние сме сепак постари така што тоа е слушано на нивните домашни забави, тоа е слушано по кафеаните, кај што нивните родители одеа, по автомобили и така натаму. Истовремено, тој српски шунт достигна еден врвен продукциски квалитет, ако можем така да кажем, бидејќи во видео и во музичка смисла доживеат навистина еден прилично висок под наводници естетски облик, се завртеа големи пари, околу тој шунт се вртат големи пари, бидејќи мислам дека една цеца не е под 50.000 евра во денешно време, а тоа е истото и пред 10 години, може и повеќе. И такви веќе имаш ти звезди и имитати на тие звезди колку сакаш, еден куп да ги ринеш со лопата, што се вика. Така што тоа е една онака дефиниција на таа една култура која што значи пари, која што значи сексипилност, на тоа се надоврзаа овие гледам дека сега најактуелната афера во Македонија се овие квази ботокси што се ставали и така натаму. Ти веќе имаш девојчиња од 18 години кои ставаат ботокси. Не е ова што се од 25, од 35, 45 па и постари, туку веќе тоа изгледа онака жално, ајде можда за нас вкус дури непристојно и така, меѓутоа се устите се ботоксирано. Да. И таа музика тоа го одразува. Пари, секс, брзина. Добро, знаеш како? Живееш брзо, умират рано. Еве, ќе те прашам тебе. Знаеш што ми е парадоксално? Ние, например, немавме достап до не постоеше интернет, дали имавме достап или немавме достап. Немавме достап, да речеме, ни до некоја современа сцена, да речем, на тој New Wave во времето на 80-тите во Лондон. Јас сеќавам тоа да се дојде до плоча беше многу тешко. Не знам дали ти памтиш. Немаше тогаш YouTube, немаше интернет, ништо. Имаше радио Луксембург, имаше радио. И сега, еве, ти си во Виена. Како е можно, например, еве, таа западна култура која доста, мислам, веќе ме критикуваат, но ќе одговорам. Не допира до нас, туку некоја, како кажам, некоја се создаде некоја балканска култура, квази култура. Тоа не е култура, да се разбереме, тоа е некоја субкултура, кој знае каква, која Не, тоа е субкултура, тоа не е квази-култура. Нема квази-култура, која е масовно, која е тренд, не, ја не зборам ова за Македонија, ова е исто секаде на Балканот. И при тоа, например, ти, ова што го говориш, естетиката, да со ботоксиве, ти во Виена нема да видиш младо девојче на 18 години со ботокси.
Не знам, ако видиш, кажи ми. Виена е прилично мешана, има се и се што Добре, тука, ама добро. во принцип има помалку од колку што во Скопје, да речеме, би се нашло. Не, добро, во ред, ама овде е тоа тренд, како да кажам. Или еве, тој тип на субкултура за која говориме во однос на музиката, во однос на, не знам, на било што. Тука малку ми е нејасно, во време кога има многу повеќе се има многу повеќе пристап до разни светски трендови. Не пристап, туку во реал тајм можеш да ги следиш. И како се раѓаат, и како се развиваат. Молам? Додека јас и ти разговараме, во Четов се одвива, не само од каде, ама тоа е исто реакција за ова што го говориме. Да. Нели, за албанци, за македонци, за едно за друго. Види, овдека уште тие теми предизвикуваат енергија, уште тие омрази се активни и добро не се сите во Четов, тоа се разбира. Меѓутоа, веројатно има и провокатори кои тоа име работа. Меѓутоа, сакам да кажам, тоа е одраз на ова, тоа е една потисната фрустрација, комплекси кои што во овој српскиот кафеански изблик по тоа, бидејќи тоа во суштина, види, младиве веројатно не ни знаат, не ни памтат кој бил некој Аркан, кој биле некоја, може да знаат, не знам. Да. Имаше цела една екипа од еден распаднат свет кој се распадна низ војни, низ крвави настани, потоа тоа отиде во еден екстрем каде што кафеандата стана замена за култура, мислам. Добро, кафеаните се секогаш бидат важни институции, бидејќи они пополнуваат еден значаен сектор во дебатата општествена и така. Овдека се тоа литерарните и други кафе муабети што се прават во други земји и така. Меѓутоа, таа е една агресивност, таа е една желба, една желба за пари, за успех, за брзина, за ризик, за нетолеранција. Да. Тоа преоблада во голема мера во 90-тите и во 2000-тите, еве сега ги фаќа овие генерации, бидејќи тоа е оно што нивните родители веројатно во најголем дел го прават. Николас Македон, види, има, се гледај, вика, младите се повеќе се свести за разликите од генерациите во минатото, свести се за сите овие усени и понижувања што ги трпиме и негирања, се повеќе се против ЕУ па и против НАТО. Добро, има и тоа, претпоставам, зашто не. Има, да. Таа фрустрација е и кај нас присутна. Она, сега баш сакам да ти прочитам на оваа тема. Инаку, кога зборуваме за трендови, нели, и еве да зборуваме за македонштина. Како и да звучи аргументативно таа македонштина. При тоа, се повеќе се забораваат, например, работи кои се како антологиски дела од македонската музичка сцена. Бидејќи Македонија во многу кратко време има создадено неверојатно многу добри мелодии, многу добри песни, што знам. Драган Ѓаконовски Шпато е човек кој она што он го компонира во тоа време е на ниво на Бродвеј. Сашо, не знам, Борјан, ама Шпато дури не беше толку популарен и во нашите генерации. Бидејќи тоа сепак еден повисок квалитет на, да кажеме, музика и така натаму. Но така што, види, да не романтизираме. Не романтизирам, не. Нема, окей, еве, да не навлегуваме во имиња, презимиња. Не, има еден евидентен, Сашо, неуспех да се валоризира она што е навистина македонско. За тоа зборувам. Сега ние тука може во какви сакаш нијанси на таа приказна да навлегуваме. Сега ќе ти кажам, ми направи впечаток и баш го забележав еден статут на не знам кој, не е важно. Дозволи ми. Вака вика. Снимка пушта од големото острово. Јас тоа го пратам, нели, редовно за Преспа. Прекрасно место, не знам кој не бил сгрешил што не била, многу малку, многу луѓе уствари не биле, но како и да е, таму има многу значајни манастири,
Два манастири, на едниот има еден мотив, Богородица како го внесува на магаре Исус Христос во Јерусалим. И покоен академик Гроздановски на тоа има направено кариера во византологијата светска, со откривајќи дека тој мотив прво се забележува во еден манастир во Молдова и потоа следниот најстар во таков мотив е тој во црквата на Змиското острово и експозицијата надворе, фреската и тоа е многу интересно, што фреската е на надворешниот ѕид насликана. Како и да е, што вика Постов, сакам да ти кажам, и која е тоа заблуда и вака една лажна вест. Се не знам зашто не можам да го отворам, но чекај, дозволи ми. Евака. Да, точно. Голем град и црквата Свети Петар и Павле. Завиткани во зелената преградка на фојата, точно е фоја расте таму, и тоа на Медитеран расте тоа дрво, фојата ја има на Збиското острово, кој знае колку археолошки артефакти се кријат во утробата на оваа убавина, додека Европа ни продава култура и западни вредности, повторно наводници. Што ми е муабетот? Единственото Курбиново го знаеме сите, го имаме ангелот од Курбиново, го имаме на 50 денарката. Конечно, уште мислам во тек се работите, со европски пари конечно успеавме да го конзервираме Курбиново. И тоа е единствениот посериозен зафат на така вредно културно-историско наследство како што е Курбиново, кое е направено со европски пари, патем донесени се од Британски институт за средновековно сликарство, 20 грци со тие европски пари кои работеа на реставрација на сликарството, на фреските. Што би е муабетот? Добро констатира човекот во неговиот пост. Точно е дека црквата Петар и Павле на островото се завиткани, обраснати, тотално напуштени, без никаква грижа, значи нема потек еден или обид да се заштити, да речеме, ако ништо друго, фреската за која говорев и за која покоен Грозданов направи кариера на светско ниво во византологијата. Значи, единствените зафати на тоа вредно културно наследство македонско, нели, вака, македонци, македонштина и така натаму, е со тие европски пари од така наречените западни вредности. Ме разбираш, тоа би прави навистина една горчина. Ја немам намера тука да ги бранам Европската унија или да ги афирмирам западните вредности. Се обидувам да го разбудам инстинктот за преживување на еден многу мал народ како што е нашиот во Европа, македонскиот, кој има со што да се пофали тоа како, но се разбира дека малку кој ќе се сети на некоја владина седница или на некоја собраниска седница да каже дека треба да се одвојат пари за тоа, дека е тоа важно, па некој премиер или некој министер исто така да се заложи за тоа, или некаква друга иницијатива која ќе значи на вистина валоризација на она што е од, пак да го употребам тоа, од идентитетско значење. Ете, тоа ми е една фрустрација, како да ти кажам, ме фрустрира просто. И самиот Патек, гледам дека си фрустриран ти од позиција на фрустрација зборува. Или, да ти кажам, немој многу да трошиш зборови на тоа, не сме ни единствената нација, нити култура во светот, напротив, повеќето имаат баш таков однос како што имаме и ние. Културата... Тука грешиш, тука Сашо грешиш. Може тука по Балканот.
Инаку, тој тип на културно наследство, јас пред Курбиново видов еден историчар на уметност од дојден, by the way, од Австрија, од каде што си ти сега, кој, како ти кажам, беше вчашен. Дојдат од Австрија и да истражуваат по неразвиени краји, како што е Балкан. Пушти тоа, која младина ве тоа ја интересира, што треба да станат експерти за византологија? Не, Сашо, јас не зборам за младина да интересира. Ние уште имаме проблеми со вода за пиење. Сашо, јас не зборам, ја зборувам тоа дополнително. А ако сакаш за тоа да разговараме и за тоа, бидејќи во Брајчино и во Преспа, моментално, сега во моментот кога зборуваме, се прави канализацијата и прочистителна станица со пари од Европска унија. Ако и за тоа сакаш да зборуваме. Јас нема прв пат да ти спомнам една работа која што и порано, додуше, можда пред години сме ја дискутирале. Не можам да разбирам зошто, да речеме, во Скопје не се реновира античкиот театар Скупи. Тоа е најсеверниот, тој иначе правен негдека треба да е негдека втори век. Мислам дека е за време на доаѓањето на римскиот император Хадриан на Балканот, тоа некој почеток на втори век треба да е првите децении. Правен е тоа, инаку студиите се направени изворедно, мислам дека таму 3 до 5.000 луѓе собира, пази, во она време ти немаш денеска сала, не можеш да најправиш за 5.000 луѓе универзална сала, има 1200 капацитет, како компарации. Сакам да ти кажам, ние имаме многу по-блиски и тоа потоа би се искористило феноменално, можда да беше шанса и ова Скопје град на културата во Европа и така натаму, да нешто тоа се направи. Знам дека некој од владите на Груевски веројатно даде пари за да се среди документацијата на тоа, но потоа никогаш не се тркне и стално се измислуваат некакви изговори, не знам, таму имало гробишта модерни, вака било, така било. Тоа се релативно ситни пари, значи се работи за милиони евра, не се работи за стотици милиони евра. Тоа би бил еден споменик на култура кој што неверојатно драгоцен. Грците на еден камен што ќе направат, прават реконструкција на цел амфитеатар. Нормално. Таму има се и се што на тоа подрачје. Самото Скупи таму и забрането градење, нели веројатно знаеш и така, бидејќи ако ископаш 2 метри наидуваш на некаков споменик на културата. И никогаш никој, нити градоначалник, ниту Министерство за култура, ниту влада не се заинтересира. Речеме, цело време зборот за аквадуктот. Аквадуктот е една многу по-нова појава. Аквадуктот е стар, мислам дека е 300-400 години, тоа треба да е некој 6-17 век, кога е, може и понов да е. Seедно и тоа е значаен, не викам дека не е и така натаму. Меѓутоа го имаш и тоа е последниот најсеверниот отворен амфитеатар изграден на европско тло. Македонија има 4 амфитеатри, нели Хераклеја, Стоби, Скупи и Охридскиот и Хераклеја се потполно реставрирани и Стоби исто така, но никогаш не се инвестираше во Скупи, а тој би можел да биде и место на неверојатни културни настани, бидејќи е на, како да кажем, на оброните на градот, на место каде што никоме не би пречело. Има огромни паркинзи за музички и за други настани, како создаден, бидејќи е надворот некакви градски пучави и така натаму. Тој би можел да биде преполн со овие настани модерни, не мора да биде тоа неопходно антички. Да не кажам дека би било точка за која би доаѓале луѓе да видат од цел свет, нели, бидејќи за тоа плаќаме ние и сите останати, шетаме по Балканов и така натаму, ама кај нас се нема чувство за тоа. Општина ќе даде 50-100.000 евра за некој српски пејач да и пее на Нова година, ама нема да даде државата неколку милиони за тоа да почне да се реставрира и така натаму. И тоа бори. Морам да кажам да не грешам душа. Заправо, 99 и 2000 година, Љупчо Георгиевски и тогашната министарка Ганка Самуилова, они направија еден, и тоа, значи може во многу кратко време, они направија сериозни зафати во Охрид и во Битола. Да речеме широк сокак, фасадите во Охрид, се направи еден значаен исчекор кој многу брзо направи и впечаток и стана видлив. Доста
доста добро го изработеа. Тоа се тој тип на политики кои, да речеме, кои илустрираат или покажуваат дека она што е политичка риторика, за неа навистина постои некаква идеја, желба, потреба нешто да се направи. Тоа го зборувам. Јас само ме нервира демагогијата. Тоа ме страшно ме иритира. И затоа ја правам оваа споредба на еден интензивна националистичка реторика, омраза кон другиот, кон различниот. И паралелно развој на се, само не на она што е автентично и она што е, да речеме, македонско. Бе, разбираш, еве Јонче Христовски имаше за него еден пост, дека го забораиле човекот, дека денеска не знаат дека е автор на некој од најзначајните мелодии кои од македонската ризница на музичка, ако дозволиш така да кажам. Со исклучок на Стево Пендаровски, кој му додели поскумно, нели, орден за заслуги. Но тоа е вака еден гест кој може да го направи председателот. Но тоа треба да понатаму да биде, како да ти кажам, реализирано во разноразни продукции, промоции, афирмација на тој тип на луѓе кои имаат реална заслуга, кои се вградиле во тоа што се нарекува македонски идентитет. Тоа е. Добро, сега види Бориот што е право, и политичките елити ни се како да кажем, па за нив говорам, Сашо. Искупија тоа се луѓе кои главно имаат, најголем дел од нив релативно слаби познавања за култура, имаат овие Мики Маус познавања за историја, дури и јас што не сум историчар, верувам дека за најдобар дел од нив би можел да им држам предавање и така. Така што, знаеш како во политика се оди за друг тип на кариери, и не само оваа влада, претходни влади и така натаму, ќе видиш луѓе со релативно скромни културни потреби. Министрите за култура не памтам дека сме имале некакви впечатливи со влади наназад, вклучувајќи и овој денешниот. Главните расправи се за платите и за дневниците и дали ќе се покачат и дали се исплатат. За платите се, така е. Па да, знам, од друга страна располага со буџет во кој што маневарскиот простор за какви било инвестиции која ќе исклучиш пензии, огромна дупка во пензискиот фонд, која ќе исклучиш здравство, огромна дупка во здравствениот фонд, и која ќе исклучиш плати на администрација, ти остануваат неколку стотици милиони евра за се друго. Значи за инвестиции, за ова, за она, со неколку стотици милиони евра, не сум сигурен дека можеш да видиш каква било и осмислена политика, и кога се зимаат пари за да се задолжуваме, тоа се стално овие не знам, големи проекти кои што само што не се направени и никош не се направени, нели? Ја мислам дека ова Чебрен и Галиште се збори едно од 40 години. 30 сигурно. Ја и ти го памтиме, и сега како ќе дое нова влада и така. Така што Борја, немаме ние сега можност ни општествена, ни во секоја смисла. Види, Сашо, јас не навлегувам во тоа. Јас само констатирам една фактичка состојба. Тоа е тоа. Инаку се согласувам, друго, види. Неам ситно, вика, единствено омраза што силат се политичарите и новинарите кои подлежат на ликвидност од партии, бизниси блиски до партијата. Се слагам, друже, неам ситно. Така е. Тоа е тоа. Ама тоа имаат влијание врз младите, врз и така натаму. Кажи што извини, те прекинав. Него докај сме ние со актуелнава политика, бидејќи сепак за тоа малци повеќе разбирам. Чекај, сакам еве за која спека актуелностите. Денеска вака утрово започна лошо, 20 работници, мислам, Иван поправиме, еден почина, тројца се повредени. Сашо, затрупани се од земјата во ископот каде се прави нова зграда. И сега гледам ја, главна тема е кој бил инвеститор, окей. Не е дека е неважно. Но што сакам да кажам, што ми е муабетот. Бидејќи сум работел на оваа тема, повеќе пати и тоа, времето на А1 во Еврозум емисијата моја, постои закон за заштита при работа.
Тоа е еден од законите кои се од Европската реформска агенда и за кои на кои се реферира секогаш овој извештајот за напредок кој го објавува Европската комисија, меѓу другите, како поглавје посебно, офатено и ова поглавје за заштита за заштита при работа. И тој закон подразбира стандарди, подразбира мерки, механизми кои треба да се применат за да се обезбеди за да работникот на своето работно место биде безбеден. Сега ние ќе го славиме денот на трудот на 1 мај, ќе се прават скари и така натаму, но работникот повторно ќе биде некој на кој никој не мисли. Туку повторно главно ќе биде кешот и само кешот и ништо друго. И поголемиот профит за да се купи што поголема кола, за да се купат што повеќе станови и така натаму и така натаму. Сега лакомоста на овие инвеститорите мене не ме интересира. Мене ме интересира државата. Ако ми се чини, не ме држи за збори, не проверив. Кога што се однесува до законодавството, горе-доле тоа е усогласено, да речеме, со законодавството на Европската Унија, кое ги воспоставува овие стандарди. И тука ние, веројатно, таму биле, кога и да се случило тоа, 61 пратеник дигнале рака и тој закон бил усвоен. Поентата е во тоа што тој закон едноставно мртво слово. И еве ти една пар екселанс илустрација за состојбите со владеењето на правото. Да не зборувам се, морам да зборувам и за тоа, и ќе дојдеме и тоа бидејќи актуелно. Што значи преговарачкиот процес? И тоа сме го говореле и сакам пак сашто да го кажам. Ти можеш повели после ќе искоментираш, знам горе-доле што ќе кажеш. Преговарачкиот процес е механизам кој те принудува да го имплементираш законот во неговиот дух и слово, онака како што си напишал. Тоа што значи да се спроведува. Сега, јас кога ги правев тие емисии на оваа тема, тоа е некаде 2009 така нешто, не, пак ти викам не ме држи. И тоа не е во 2 наврати имам правено на оваа тема емисии. Имаше десетици, ако не и повеќе случаи на работници кои се загинати при своето работно место. Сакам да кажам, овој настан, страшно трагичен настан денеска. Можам да замислам семејството во која состојба е. Предпоставувам дека тоа се прилично социјално загрозени средини, од каде што потекнува човекот кој е жртва на овој систем. Нели системот е виновен. И после толку жртви, никогаш никој, барем да се појават од овие кои Европа ќе ја носеа дома, бидејќи не ни треба они да не уценуваат, ние ќе ја донесеме. Еден многу конкретен пример како некој може да ја донесе Европа дома. Нека повели и нека го имплементира дословно законот. Но тоа, пак ти кажувам, ова го зборуваме сега до наредната случка. И тоа, пази, ова се случи во Скопје во кисела вода. На многу други места се случеше, не знам каде, немаше ни да дознаеме и верувам дека има многу случаи за кои поима немале дека се случиле. Но јас ти тврдам дека во десетици се бројат смртните случаи при работа во Македонија. И за мене тоа е прилично една трагична, бидејќи можеме да зборуваме ние за политики и ова и она, но зборуваме за човечки животи. Тоа сакам да ти кажам и тоа е актуелно денеска. Па повели се ти искоментирај. Да. Мислам и таа состојба е резултат на општата состојба во која што ги живееме во дали е култура или е градежништво, исто тие. Да. Проподнава градоначалничка констатираше не знам колку диво изградени згради, без дозволи, така, никаква реакција напротив, дури и тие кои што градеа победија на изборите, народот си сакат такви, си ги гласа нормално, бидејќи луѓето живеат во тој нередовен живот. И сите се надеваат дека тоа се случува на некој друг.
И на крајот така и е, бидејќи секогаш тоа се случува некој друг, тој што ќе загине, нема право на глас на следните избори. Така што Борја не арчи муабет, ситуацијата е воопшто во таа смисла. Јас познавам инвеститори кои што се исто така многу професионални, кои што се водат сметка за сето тоа. Секако има такви кои имаат некаква елементарна грижа на совест и некоја совест воопшто. Но мнозинството се водени од лакомост и борба за поголем профит. Тоа е. И пак ќе ти кажам, не ме интересираат они. Проблемот е што треба да има инспекции кои што се грижат да таа лакомост и профит не носи жртви. Така што и овие што градат и во Виена градат за пари и за профит и лакоми се тоа. Така е. Некој треба да ти гради за да ти заработиш, он сака да заработи. Само што има прописи кои се почитуваат, бидејќи се ригорозни по тоа казните и реперкусиите ако не ги почитуваш. И тоа е повторно ситуација за која што еве ти збориш. Ја ти кажувам за Министерство за култура, а ова е Министерство за не знам што, кое е надлежно, има инспекции, нема инспекции, што да ти кажам. И тоа ќе биде веќе за 2 дена и третиот ден веќе ќе се запореви до новата трагедија. И потоа, кога се навратам на случаите на кои сум работел, потоа има ситуации кога семејството сака да тужи, доаѓаат прво се обидуваат да го подкупат и тоа онака ситно, најпростачки, некако ти каже. Па потоа ако сака да суди, па има притисоци. Имаше една адвокатка која на Facebook многу често објавуваше за еден случај повторно на работници. Па потоа во судските процедури нормално дека го штитат овој век големиот газда на негова страна, тој успева во судството така како што е да се снајде, нели, за да се извади од целата, мислам, ете тоа е Сашо. И овој муабет ме води, ако сакаш, до Европска унија, сакаш да збориме за тоа? За проширување, сакаш? Не збориме ништо друго освен за Европска унија. Ај кажи тема друга. Па не, тоа е темата. Јас можам да ти кажам од друг агол за Европската унија. Мислам, гледам дека се случуваат многу значајни процеси. Тоа сакам да збориме, да. Не сум свесен, не сум сигурен дека во Македонија постои свест што се случува. Европската унија многу забрзано се консолидира и тргнува пред што ќе трае со години, се разбира. Меѓутоа, особено после падот на Орбан настанува една друга мобилизација. Овој дедово во Вашингтон се по ненормален станува, тоа исто така мобилизира и на други погиња. Тие мобилизации што ги прави Европската унија конечно им светна, значи не се тие можеби непознати, ама сега веќе им дојде им загоре што се вика манџата и сега тргаат во една нагла. Европската унија ќе мора да оди, тоа се инаку, тоа и беше извештајот на Драги исто така. Значи во една тотална реформа на пазарот, кој што капиталот ќе го направи многу по продуктивен, ако сакаш, и во поддршка на нови технологии и така натаму, и се прават драстично големи промени во тоа, особено во светот на технологијата. Потоа за одбраната нема потреба да говорам, бидејќи тоа е веќе еден, за тоа ќе треба големи напори, затоа што таму и не се само парите проблем, таму е проблемот да се излезе од една сенка која што беше американска со децении, бидејќи така беше граден системот, затоа што него тоа беше тој систем, бидејќи Соединетите американски држави беа главните инспиратори на тој систем, потоа беа главниот меѓународен гарант за тоа како ќе функционира тој систем, а денеска владава на Трамп и општа администрација на Трамп се понашаат како мафијаши, како рекетари. Нема веќе гаранција за добро владење, туку има зимање рекет за се што мислат дека може да го постигнат, заглавија во Иран со истата намера таму отидоа, иначе да рекетираат и така, ама не идоа на малку потврд орев од колку што предпоставува и сега овој не знае што да прави. Го фаќа паника. Покрај паниката, апсолутно денешните резултати да му ги видиш, бидејќи објавуваат неделаво објавија економски резултати, поддршка во јавност и така, во историја немало вакви катастрофи како што ги доживува Трамп. И истовремено секој ден измислуваат глупости за да сега не знам дали знаеш што е најново, тоа е од попладнево, од ноќеска. Што? Сега главната тема е дека ќе враќа стрелачки водови.
Стрелачки са? Да, значи овие што се осудени на смрт да бидат стрелани со пушки, а не со ова нели таму има разни други технологии со отрови и така натаму, не се тоа и само измислува глупости за да врти внимание, бидејќи главните теми сите не му стојат, морат надоле катастрофално. Истата приказна е со НАТО, не знам дали следиш, веројатно следиш сега, он нема да го напушта НАТО, него ќе брка земји од НАТО. Сега, нам се намерачил Шпанија да избрка од НАТО. На тоа Санчес му одговаря дека мртов ладен, мислам, како што и треба да се третира тоа, дека он не одговара на имейл преписки на ова, каже ги, на твитови, односно тоа Truth Social, него си има за тоа процедури и така, нека поведи, Трамп нека каже што му е проблемот, па ќе расправаме. Меѓутоа, он се оди во тој правец. И што да ти кажем, се очекуваат скандали, бидејќи таму кралот британски оде сега денови веќе треба да биде во посета, а во меѓувреме се закани дека Фокланд ќе го разгледа, Фолкландските острови дека ќе ги разгледа на ново, бидејќи не е сигурен дека се британски. Мислам, што да ти кажем, циркусот продолжува на голема врата. Инаку знаеш ли големата вест? Апсолутно се повеќе ја покажува својата, не мислам, ние таа ја дискутираме, знаеме, он е еден путинист, он е позиција на Путин на Западот и тоа веќе не може ни да го сокрие. Меѓутоа, на истиот начин е Путин заглавен. Значи, двајцата се фатени во една стапица во која самите влегува. Овој не знае што да прави со војната во Украина, овој не знае што да прави со војната во Иран. Двајцата се заглавени, катастрофални им се резултатите. Русија на работ во наредните месеци ќе биде таму неверојатна економска криза. Русија, да, Русија е, да, и тоа читав, да. Мислам, че блокирање на сите системи, бидејќи нема па тоа. Нормално, кога ќе слупаш толку многу стотици милиарди глупости, тоа по тоа нема како другчие да биде поинаку. Така што сакам да кажам да се вратам на Европската унија, ова ти што сакаш да го разговараш и така натаму. Ние склучивме стратегиски договор со американците, тој го имаме, ама оваа влада тоа го одбра, за да се испостави дека е приказната за оној рудник таму. Потоа се извади дека опозицијата извади дека тој рудник е всушност донатор на ВМРО, кој што ќе прави милиони и така натаму. Јас до сега не видов во јавноста никаква студија, мора да постои, што ќе има корист Македонија од тоа. Значи, ја не сум генерално против, бидејќи во Македонија има и хистерии на сите страни, има хистерии на овие што се за чиста околина, има и хистерии на овие што се за се да биде уништено, нели? Меѓутоа, не видов студија во која ќе се види што точно добива Македонија од целата приказна, освен што ќе бидат вработени неколку стотици рудари. Ама тоа е многу мал државен проект со многу мала корист за општеството, ако навистина постои таков голем интерес за таа руда која што ќе носи милиарди долари годишно за тој што ќе има за концесионерот. Очигледно дека концесионерот е продолжена рака на ВМРО ДПМН, бидејќи нели во целата трамповска традиција така и треба да биде. Ако не се пари опрашање, нема политика. Така што кога го спомна ова со стратешкото партнерство, не знам дали го виде последниот документ од не знам колку дневната или двонеделната посета на министерот на Вашингтон, заборај човекот отиде, заборај кај. Резултатот е како кажам, таму нема се од стратешко, затоа што како со фирма, како со компанија да е склучен договор. Не знам, сега ќе ти кажам, не, дозволи ми. Во стратешкото партнерство го нема. Во стратешкото партнерство, тоа што инаку е во основата на стратешкото партнерство кое беше подпишано, ако не се лажам, 23-та, 22-та, 20 не знам, окей, тој документ. Но, таму ја нема подршката на рамковниот, на Преспанскиот договор, на договорот со Бугарија, да не се разбереме погрешно. Ако ја има заложбата за договорот со Бугарија, можеби Америка би се заинтересирала да ни помогне нешто и поинаку да се случи во тие односи, нешто што можеби повеќе би ни одговарало, не знам. Но Америка Вашингтон стави на знаење со овој документ дека тоа не ги интересира воопшто. Да, ја нема
заложбата на Вашингтон да ја поддржи интеграцијата на Македонија во Европска унија. Тоа се стратешките политики. Она што го има е рудникот, она што го има е да ќе дадат пари за дигитализација и така, окей, ќе дадат, тоа е фала многу, но тоа не знам. Ама тоа е пак поврзување зависност за Америка. Да, окей, добро. И не знам дали го забележа, сакам да кажам дека политиката на ние се врзуваме понатаму. политиката на Вашингтон кон Балканот е сведена на чист бизнис. И денеска не знам, мислам дека го виде овој текстот објавен во Guardian за нафтоводот гасовод кој минува низ Босна. И сега тој гасовод треба да се прави. Европска унија дава пари, но тоа би ако може фирмата која му е на Трамп и неговото друштванце, они да го прават. Инаку Додик и нивни да биде гасот инаку Додик кој мистериозно успеа да се излече од мистериозно, да се излече од црната листа, се испоставува дека за целата таа работа, уствари, стои дил дека Додик ќе помогне да гасоводот го прави фирмата која му треба, која сака да ја прави Трамп, при тоа нели нормално зетот негов околу тука пак е свртен, он ровари бил таму и така натаму. Толку е отприлика односот на Трамповата администрација во однос на она што се нарекува стратегија на еден значаен меѓународен фактор, ако не најзначаен меѓународен политички, воено, како што е Соединетите американски држави, кои, како што знаеме, имаат голема заслуга за враќање, воспоставување, одржување на каква таква стабилност во овој регион. На крајот краиштата ние сме го говореле и тоа, Вашингтон и Лондон се тие кои стојат и на кои треба да им се заблагодариме за поддршката Македонија да биде независна држава и да преживее како независна во оние во околности какви што ги знаеме, во кои стана независна. Сега дозволиме да се вратам на проширувањето, една многу важна вест која тука помина, мислам дека не ја ни забележев. Ја на друго место ја најдов. И уште еднаш ми се потврдува дека тоа што не гледам вести, ништо не губам. Црна Гора, односно Корепер, Советот на амбасадорите на земјите членки на Европската унија донесе одлука со која даде зелено светло за формирање на работна група која ќе почне да го изработува договорот за пристапување на Црна Гора како нова земја членка на Европската унија. Ова е од суштинско значење затоа што ова се случи завчера. До завчера французите има разноразни колебања, па и некои други земји членки околу тоа како, зошто проширување, дали да има и така натаму, што нели влијаеше на огромниот бран на вести со кои не затрупаа дека нема тоа врска проширување, нема да се случува и така натаму. Во таа смисла, оваа одлука на Советот на амбасадорите на земјите членки на Европската унија е многу значајна и тоа значи дека почнува изработка на договор за пристап на нова земја членка која ќе биде Црна Гора и тој договор ќе биде уствари моделот кој на него ќе има многу работа. Затоа што Европската унија уште не знаат како треба да се случи проширувањето. Да скратам, оние сценарија за кои говореше Мицковски, тоа не постои и тоа е се отфрлено од земјите членки. Се работи на сценарија за полноправно членство во Европската унија, значи се биде нормално како и другите, но сега е прашањето дали како Европската унија да се спаси
од нови Орбановци, односно од земји кои се непредвидливи, од земји во кои, например, може да се случи да победи еди кој си и наеднаш да почне да промовира разноразни и либерализми и разни политички теории кои немаат никаква врска со она што се европските вредности и она што е основа на Европската унија, поради кој таа Европска унија денеска живее така како што живее, онака како што ти сега гледаш секој ден во Виена. Сакам да кажам дека овој исчекор е направен, Европската унија е, фала Богу, принудена. И таа цена воглавно ја плаќаат оние кутри украинци кои гинат секој ден на фронт. Луѓето кои живеат секој ден под теророт на Путин и неговата хистерија и неговите влажни стишта за не знам каква Русија. И таа свесност од потреба од консолидација на Европската унија, особено поради тоа што Балканот е фрагилната точка каде што тоа руско влијание е многу лесно пенетрира. И од тие причини се разбира тука и Кина нормално, која се наметнува како една закана во смисла со незината економска експанзија, и се разбира трет фактор е непредвидливоста на Соединетите Американски држави, која стана многу видлива и јасна со она што го имаме денеска во Вашингтон, а се вика Доналд Трамп. И тоа проширување, значи, колку и да и постои скептицизам, колку и да постои еден страв кај меѓу земјите членки на Европската унија, бидејќи они калкулираат со дневна политика, затоа што не баш сите граѓани во Европската унија се нешто одушевени да не видат нас, црногорците, србите, албанците во Европската унија. Впрочем, Евробарометарот покажа многу под 50% дека тоа има поддршка, но сепак треба да донесат една многу храбра политичка одлука и наспроти таа расположеност на гласачкото тело да ја операционализираат оваа работа околу проширувањето. И ме загрижува што на последните пресконференции, изјави на високи представници на Европската комисија, ако ние доскоро воопшто некако се споменувавме како потенцијален нов член, тоа веќе ниво и ту една изјава не може да се најде. Се споменуваат Украина, Молдова, Црна Гора и Албанија. И тоа живееме еден мощен, значен историски момент кој нема да биде ниту лесен, ниту едноставен и ќе земе време, но еден период кога сепак кој на еден среден рок треба да донесе една консолидација, една стабилизација на европскиот континент и негово наметнување на глобалната политичка сцена како значен фактор. И сега прашање го фаќаме, тој воз не го фаќаме, а уште за мене подраматично е прашањето, еве ако да го баталиме тоа да го фаќаме тој воз, прашањето што губиме ако не го фатиме? Да. Е тоа. И на тоа немам одговор. А што мисли за изборот на Радев во Бугарија? Видеам дека во Четов само за бугари се збори и за тоа како русите бега испровоцирани да нападнат Украина, бидејќи тоа не е публиката сега во поголем дел. Што мисли за изборот на Радев? Уште има тоа дека русите се испровоцирани, дека Украина ги испровоцирала, тоа не можам да тоа не можам да верувам. Па тоа ти е 80% македонската јавност. Тоа е некој да навива за бугарите, бидејќи бугарите кон Украина, кон нас го имаат истиот став кон русите кон Украина, само дечки да ви кажам. Сменили Радев нешто. Сега за Радев што да кажам? За Радев е, како да кажам, еден происход на овие български ченгиња што ги викаат. Тоа е една конзервативна
структура блиска на живковизмот, која има идеологијата таква каква што ја знаеме во на најлошо светло. Радев е сепак човек или калибар на политичар кој не може да биде новиот Орбан. Јас знам што е муабетот, дека новиот Орбан и така натаму, но она што за нас е многу значајно, а за Орбан ќе се навратиме и тие паралели околу тоа, она што за нас мислам дека е многу значајно, дека кој да победеше во Бугарија. Ние немаше да може да добиеме одстапка од она што сега го бараат бугарите. Ние со помош на Европската унија и тогаш Вашингтон, значи администрацијата на Бајден, успеавме да избиеме многу од барањата на Бугарија кои веројатно би требало да се сеќаваат сите кои следат и малку уопшто вести, беа содржани во така наречената рамковна позиција на усвоена од бугарскиот парламент, ми се чини во 2 наврати. Од сите нивни барања и сите нивни негации на македонците, на македонскиот народ, единствена работа која пројде е нивното барање за внесување на бугарите во уставот. При тоа барање мислам дека воопшто и не се содржеше во рамковната позиција. Па мораа нешто да стават за да нешто добијат. Нешто што е од овој тип, па бидејќи кај нас се наброени сите разни помали етнички групи, требаше да и бугарите да влезат заедно, нели, со хрватите и црногорците, како што знаеш. Така што, сакам, мојабетот ми е дека одстапка од Бугарија нема да има, било кој да победи. Бугарија ќе успее да не изнегира и да ја добие таа битка, таа нејзина живковистичка битка која ја води од 70-тите, од почетокот на 70-тите години, да не изнегира само ако не оттргне, а тоа успешно го прави до сега, од преговарачкиот процес. И бидејќи тоа со македонскиот јазик, тоа не постои, гледаме на новинарка на телевизија, прашува, а добро, па нели се негира македонскиот јазик со таа европска преговарачка рамка? Не е точно, затоа што македонскиот јазик е апсолутно прифатен како официјален јазик во Европската унија, го негира Бугарија, но може да си го негира дома за подома во Софија да си одат и да зборуваат дека не постои македонски јазик, додека нивниот министер, например, за внатрешни работи, кога ќе се гласа за договорот Фронтекс или некои идни договори кои Македонија ќе ги прави со Европската унија, или за некои идни документи кои ќе се гласаат во Советот на министрите, каде што ќе стои дека е и на македонски јазик, министерот од бугарски ќе си гласа и тој договор ќе биде усвоен на сите јазици на Европската унија и на македонскиот јазик. Сега, ако сакаме да се изнегира македонскиот јазик, тоа ќе се случи ако стварно успее Бугарија да не изблокира во овој цел процес. И тоа е една тема која би требало, мислам, да ја разговараме со многу поладни глави од она што се, да речеме, коментарите вака во четот тука, например. Впрочем, окей, тоа е дел од фолклорот и нема проблем, но сериозна политичка елита, сериозни политички структури за ова прашање и сериозна јавност, интелектуална, за ова прашање може да имаме различни мислења и со тоа немам никаков проблем, но треба да се разговара со многу ладни глави, со една култура за дебата, за полемика, за да ги измериме сите, како кажам, ако треба до грам придобивки и она што може да го изгубиме од несувањето на бугарите во уставот. И таа приказка околу Радев, by the way, гледам дека нема да ме зачуди, Сашо, ако направи коалиција со Кирил Петков, кој е некоја проевропска партија, со која и се постигна овој
која го прифати францускиот предлог со владата на Ковачевски. И во таа смисла нема да има никаква промена во однос на нашиот проблем со Бугарија. Нашиот проблем со Бугарија треба ние да се вложиме со тоа што ќе направиме се да го афирмираме идентитетот и јазикот кои се толку важни и се согласувам дека се важни на големата европска сцена. Тоа е. Значи нема да успееме. Па, ако ме прашуваш за прогнози, идентитетот и јазикот да големата европска сцена. Значи нема да успееме. Па, ако не успееме, не успееме. Види, Сашо, мене прогнозите во таа смисла би се многу песимистички. Што ќе биде ако не успееме? Знаеш, многу мали народи исчезнале во историјата, па и поголеми. Да, историјата е прилично немилосрдна. Она дава шанса. Еднаш, и тоа е тоа. Ја фаќаш, не ја фаќаш. Нема тука што да се лажеме. Добро, Боријан, че имаме прилика да збориме за Радев, понатаму еве нека формираат влада, да видим со кого ќе оди и така. Ја не мислам дека баш резултат на тоа ти што викаш дека е на ченгетата и така натаму, сепак е тоа една бугарите дојдоа во една комплексна општествена ситуација, им требаше стабилност и него инаку го избра меѓу другото и најголем дел од младите кои што беа на улици и така натаму, но ќе видиме. Не би рекол, не, Сашо, не, добро, окей, може да го избрале, но он е сепак репрезентеве вака, ако може да ја ублажам, на една конзервативна политичка структура во Бугарија. А тоа е окей, зашто? Која нели, па со добро, окей, не викам не, добро. Но во секој случај не е прогресивна политичка сила. Еве така да го, ако може да се разбере. Прогресот поинаку се мери во Бугарија. Прогресот е дали ќе се справи со криминалот и корупцијата на главните двигатели. Добро, се согласувам. Помина лошо на изборите. Не сум сигурен дека нешто друго воопшто ги интересира најголем дел од бугарите во овој момент. И тоа би било... Македонија секако не име во никаква зона на интерес, тоа потполно нема врска, јавноста не знае што се случува и така. Добро, Боко, пошто 64 минути расправаме. Абе, за Орбан не кажавме уште. Тоа сакам да кажам. Ајде за Орбан, ајде, повеќе. Абе, ти не си ми расположен ти денеска. Види бе, за Орбан, знаеш како, сега овде тука нешто навиваат едни други, па едни против други, види сега. Тоа, и СДС прави драма непотребно околу тоа, тоа што го нема Орбан, ќе му го реши проблемот на СДС. Мислам, нема везе. Но сепак е значајно, неговиот пат е значаен со тоа што види Орбан е инспираторот на она што е антиевропска политичка енергија, потенцијал. Он беше стана центарот околу кој гравитираа сите овие екстремно десничарски движења во Европа. И не случајно Трамп него го фаворизираше како партнер, затоа што ние тоа сме го говореле во националната стратегија американска, многу јасно стои дека Соединетите американски држави, односно оваа администрација, како партнери во Европа ги гледаат токму екстремно десничарските структури, кои инаку, доколку не може дојдат на власт, ќе ја растурат европската конструкција, која е единствената сила која им ја дава на сите овие земји во кои таа екстремна десница се буса во плеки. Затоа мислам дека заминувањето на Орбан има прилично значење за тие, како кажам, постдемократски, ако можам да ги наречам, политики и идеологии, кон кои инклинира и нашето ВМРО ДПМН со неговата нескриена емоција кон Орбан и вака една оригинерна импресија и фасцинираност од ликот и делото на Орбан. И тука мислам дека тоа ќе има известни последици,
гледам дека на Вучич веќе не му е добро. Марта Кос минатата недела го прими ректорот на Српскиот универзитет официјално на посета, иако тој као беше на некоја друга конференција универзитетска во Брисел, па by the way Марта Кос го примила, се сликаше и така, што прилично го вознемири Вучич. Доби поздрав и дека можно е да бидат блокирани средствата кои се наменети од планот за развој за Србија. Инаку ќе заборавевме, Сашо. 50 милиона пари кои нас треба да ни бидат дадени, исто ризикуваме да ги изгубиме, затоа што се стагнира со реформската агенда за која упорно се зборува дека се работи на неа, но очигледно од Брисел не можат баш да видат дека на таа агенда се работи и ризикуваме да ги изгубиме тие пари. Што се 50 милиони ситна пари? Добре, не, окей. Што да мене некако ми изгледа сашо многу, да знам што да ти кажам. Ја онака, али добро, така е. Но многу кажува целата таа работа и не е исклучено да има не е исклучено, сигурно ќе има известни консеквенции од промената на состојбите и промената на политичката гарнитура во Будимпешта, која ќе се почувствува на ваков или онаков начин, мислам и кај нас. Тука пак ќе кажам, нема никаква потреба од триумфализмот на опозицијата, бидејќи тоа нема врска со тоа што таа би требала да работи за да може да се врати во некаква кондиција и да се наметне на сцената како релевантен фактор. Но друга страна ми прави впечаток овој масовно ширење на фейк ньюс против Орбан. И не знам дали го забележава като доста во многу медиуми за Орбан, ваков, таков, педофил, не знам шо правил, не знам како правил, па жена му за Петар Маџар. Извини, за Петар Маџар, па да, имено, за Петар Маџар. И дека жена му напишала книга, при тоа не постои книга за тоа. И знаеш што, и никој не го каже, и сакам да го кажам тоа. Инаку, една од причините кај што за кавгата на Петар Маџар со Орбан, кој инаку член на Фидеш, и неговата жена исто така, која е министерка за правда во еден момент, настануваат кога сме веќе кај педофилија, нели? И злоупотреба на деца, не е важно. Кавгата настанува кога се открива една афера за злоставување на едно дете во дом во Унгарија. Во тој случај е вмешан еден висок функционер кој му е многу близок на Орбан. Наместо казна, тој е амнестиран од председателката, тогашна, и ако не е и денеска таа истата. Не знам, но таа е фигура која е тотално беззначена, нешто као Гордана наша. Ќе ти ја кажам, да. Тоа е, значи, директорот на домот за деца без родители, кој е близок човекот од апаратурата. Сашо, како се малку да те анимира. Тој е амнестиран од министерката за правда. Не, од председателката амнестијата ја подпишува, а амнестијата ја подпишува министерката за правда која е сопруга на Петар Маџар. Потоа Петар Маџар снима еден разговор кој има со сопругата на оваа тема, каде што неговата сопруга на својот маж му кажува многу работи за тоа како се злоупотребува судскиот систем во Унгарија и на кој начин е тој изложен на сите овие мешетарења на Орбан и неговите луѓе. Сега, ако не влегуваме ние во некоја етика, па зошто Петар Маџар, жена му ја прислушувал за да ги објави, тука не знам како да кажам, но гледано принципиелно, таа дебата ја водевме кога се објавија прислушуваните разговори кај нас. Гледано принципиелно, кога ќе објавите нешто што е во јавен интерес, односно во функција на заштитата на јавниот интерес, или во функција на откривање дека нешто го загрозува јавниот интерес, тогаш е тоа многу етички. Тоа е дури и тоа така треба да се направи, бидејќи во спротивно, ако го слушате и го знаете,
а не го кажете, вие може да бидете и соучесник во целата приказка. Како и да не навлегуваме, јас не би во интимните односи на Петар Маџар, проше воопшто не ме интересираат. Таа негова кавга со Орбан, од мој аспект, од ова што го знам, ми личи за многу принципиелна и за неговите причини зошто тој го напушта Орбан. Сега, она за што ја неам одговор е зошто е хистеријата за оцрнување на Петар Маџар. Како нов премиер, мислам, нас ни е секако во полза да имаме добри односи со Унгарија. Дали со Орбан или со Петар Маџар, добро е да ги имаме. И јас немам проблем да слушнам критика кон, да речеме, политиките или некој од политиките кои ги најавува Петар Маџар. Но ова негова дискредитација на еден доста жесток, брутален начин, врз база на лажни вести, не ми е јасно. Како кажам, едноставно, не ја разбирам, но мислам дека има некој зајак во некоја грбушка кој нешто се исплашил. А може зајакот и да не е у Македонија? Не знам, поима немам. Стварно не можам да пофатам Сашо позадината на ова, но тоа нешто кажува, бидејќи како да се гледа дека системски се работи со тој тип на информации кои се пласираат за да се дискредитира Петар Маџар и дека за нив стои политички центар. Тоа е сигурно. Добро, Боријан, мислам дека добро се разглоби целата таа работа. И пошто сме 73 минути етер, а гледам дека овдека се разглаба, има овдека експерти за Бугарија кои што денеска очигледно имаат за задача да пласираат една цела теорија овдека низ четов. Ако, добро, окей, нека. Мислам дека мај ќе биде убав месец да се навратиме на сите. Така е. И на сите ова што им препорачувам да видат како децата да се ги задржат дома, да не им одат децата во таа Европска Унија, таа клета Европска Унија и нејзините ова и она, бидејќи, не знам, еве некој сугерира Ирена Јовева да ја викнеме пратеничката од Словенија во Европскиот парламент, инаку, па тоа ми текна, кога одите во Љубљана, тоа е страшно, Сашо, ти не знаеш колку млади луѓе од Македонија се во Љубљана, студираат во Љубљана. Се што е потенцијал, просто оди во Љубљана. И сега не само во Љубљана, нормално. Секој гледа сите, да. И разни други поволности се разбира. И сите овие кои, нели, тука пишуваат разноразни вака познати фрази, добро е да се подзамислат само околу тоа каде сме, што сме и можеби што не чека и каде одиме. Добро. Јас си знам, Сашо, ти денеска не си у форма, среќа, јас замисли ја да бев ко ти. Ще ми каде пријател, жена му која ќе го праша што ќутеш толкува, овој пријател вика, па неќе да те прекинам. Така ја боко неќе да те прекинам вечер. Ете, тоа ти е, Борја. Добре, ја ти се видам што си уверен, морам да ти кажам, иди еден. Знаеш како би јадал се еден, на оние штандовите вурст еден, онаков, како се викаше, крене кајзе, како се беше, крене кајзе, она со кашкавал што е кобасицата. Види, се спремаме овдека една екипа јака. Да. За 1 мај има една македонска кафеа на Дунавски, на една обала на Дунав. И има да паднат чевапи и скара, па што сака да биде за 1 мај. Але како би се, и то црно лепче има, и со тие семфоите нивни, една кригла пил. Има, да. О, како би тоа. Добро, ајде, Сашо. Борјан, се слушаме, се гледаме, значи следниот петок е 1 мај, па ќе го прерипнеме, па таму се гледаме дека на некој 8 мај. Па ја идам со екипава, имаме и малку снимање надвор, она нешто работиме, по преспа ќе снимаме. И па да, и онака не су во петок тука, ама можеме и да не су, можеме на, нели, онлайн, тоа го пробавме еднаш со Иван или со Фичо, со не знам кого, функционира. А имаме и барање од публиката да почесто да дебатираме со Инфомакс, а не само еднаш на 4-5 емисии. Така, па може и тоа ќе го заживееме. Може секако имаме уште 2 активни месеци, мај и јуни.
бидејќи ние сме домаќини луѓе, во југи се оди на одмор, нема зашто да се Така е, преку време да се работи, така е. секако за без пари тоа го прави. Ајде море да се слушаме. Има се луѓе која е која пропаѓа сите држави во пропаѓа да знаеш. Да. Биди така Николас Македон кај да ќе пропадне утре сабајле кој ќе станеш, више ќе ја нема. Добро, Сашо, ајде, поздрав, ви благодариме за вниманието и се гледаме не другиот, оној петок потаму. Добре. Гледање од мене. Ајде.